Тоа е знаменосецот на Citroen денес. Citroen C5 Aircross од втора генерација, пораснат за 15 см во должина во споредба со претходникот, пораснат во ширина за 5 см, со многу повеќе простор на задната клупа, со многу поголема приспособливост, со сосем различен дизајнерски правец, дизајнерски говор, односно со тековниот дизајнерски правец кој што го започнаа C3 и C3 Aircross, и со сосем нова платформа Stella Medium, која што ја дели со уште неколку модели од концернот и прв пат во изведба со електричен погон. Меѓутоа, таа нас не засега. Ова е изведба со благ хибриден погон со 145 конски сили во врвната изведба на опременост Max, што се препознава. Единствено што има додадено кај овој модел над стандардната опременост во Max, тоа е црниот покрив и ова боја која што се нарекува Асторија зелена. На производителите денес им е најважно да имаат силен модел во C-SUV сегментот. Модел што ќе постигнува силна продажба. Зошто? Затоа што од два производители поуспешен е тој кој што продава повеќе од своите поголеми, а со тоа и поскапи модели. Тоа што ја носи добивката, тоа што ја држи марката, се овие возила денес. C-SUV. Пазарот на C-SUV во Европа лани порасна за 17% и тоа е еден од најголемите порасти од сите сегменти кои што постојат. Производителите се борат. Тука влада е најжестоката битка за да се освојат купувачи. И секако е важно еден производител да продаде колку е можно повеќе од своите најдостапни модели, затоа што тоа ја рекламира марката. Кога ќе видите некој модел на улица C3 Aircross, ќе забележите дека се продава, па ќе се речете добро, ова е добар автомобил. Чекај да видам во салон што ќе ми кажат, каква цена ќе ми кажат и што ќе добијам. Меѓутоа, тука решава битката. Умешноста е да се привлечат и да се убедат купувачите кои што со таа сума на пари веќе имаат многу поширок избор. Тие купувачи кои што се подготвени да вложат повеќе во марката, тие решаваат. И што е тоа што Citroen има да го понуди и да убеди повеќе купувачи отколку некои други марки во овој сегмент? Па зарем нешто друго зборува Citroen погласно во изминативе 6 години од комфортна суспензија и комфортни седишта. И токму тука доаѓа до израз таа стратегија која што со години наназад се потпира на амортизацијата, на комфортната амортизација, на една едноставна техника, но делотворна техника која што прави разлика во возењето, во комфорот во возењето и во седиштата. Токму тука купувачите ги убедува тоа. Тука купувачите очекуваат прво комфор, па понатаму се останат. Меѓутоа, прво неколку кадри за дизајнот. Навистина заслужува внимание, посебно со овој детал. Познавачите на постарите генерации на Citroen ќе се сетат дека оваа лајсна и овој засек своевремено го имаше BX пред Xantia, и тоа што исто така не може да се превиди, тоа се овие издадени светла, веројатно била инспирацијата да се повтори тоа што беше најголема препознатливост на Ами 6 на времето, односно Ами во почетокот со закосениот покрив. И веројатно тоа ги водело дизајнерите да ги направат овие издатоци, издадени делови. Дизајнот навистина не слушнав дека некој има лоша оцена за. Се тоа е одлично, но да го видиме овој знаменосец на Citroen на дело. И тоа веднаш. Тука веднаш се вклучувам на автопатот. Значи, ја знаете веќе редовната тест рута на Автомедија, сите автомобили ги тестирам на истата рута заради споредливост. Да видиме. Толку 110. По звукот многумина ќе препознаат дека станува збор за трицилиндарскиот мотор на Stellantis, кој што сега веќе се оттргна од тој глас дека
Има ремен кој што е чувствителен на кинење, ремен потопен во масло и слично, значи тоа е веќе надминато. Stellantis ги замени ремените односно го замени ременот со верига. Ова е изведба со плаг хибриден погон, значи изведбата на PureTech 1.2 литарски, 3 цилиндарски, со турбо надполнење, со 136 конски сили, кој што е комбиниран со 6 степен менувач, автоматски менувач со двојна спојка. Разликата е во тоа што во самото звоно на менувачот е вграден електромоторот, кој што е со постојана моќност од 9 киловат, односно со максимална моќност од 21 киловат, што одговара на 28 конски сили и произведува вртежен момент од 51 Нм. Моторот произведува 230 Нм. Тоа е класика. Електромоторот што е дел од менувачот овозможува овој C5 во одредени услови, значи да вози и чисто на електричен погон. Батеријата е малечка, има 0,9 киловат-час и според Stellantis тоа е доволно за 2 километри во градски услови на возење, значи во колона во град, да се помине чисто во електричен режим. Освен што C5 Aircross се произведува во изведба со плаг хибриден погон со 145 конски сили, се произведува и во изведба со приклучен хибриден погон со зголемен досег. Не е во понуда уште кај нас, треба да пораснеме за таква изведба. И третата погонска изведба е целосно електрична, C5 Aircross. Цените уште не се објавени за македонскиот пазар, не знам дали воопшто некоја ќе бидат објавени, затоа што нема интерес нашиот пазар за електрични изведби. Но во тој случај C5 Aircross, односно C5 Aircross би бил најдостапниот SUV од средна класа со електричен погон. Значи, за такси служби, за Uber и слични, за превози, каде што е важно да биде цената на превозот, цената на возењето, оперативните трошоци, да бидат колку е можно пониски. Користа од благиот хибриден погон не се сведува само на градски услови на возење, туку е делотворен, значи електромоторот е делотворен и во услови на возење по планински патишта, криволисти патишта, па и по автопат кога треба да се одржува брзината, кога ќе се постигне постојана брзина и кога се доволни само неколку ньютон-метри за да се одржува темпото, значи нема веќе забрзување, рамене, прафе патот, се вклучува електромоторот и додава малку моќност за да ја одржува брзината. И со тоа го растоварува моторот. Тоа е така наречениот ефект на едрење. Затоа не изненадува кога ќе се добие навистина ниска вредност на потрошувачка и во променливи услови на возење надвор од град. И доаѓам во Куманово со просечна потрошувачка од 6,9. Тука се вклучувам на автопатот, меѓутоа ќе избегнувам нагли и силни забрзувања, затоа што ова уште е нов автомобил, супер нов автомобил, 282 километри. Има поминато, така да не му го скосуваме векот. Во време кога заврши или е на пат да заврши тоа дивење во кое што живеевме по улиците, од напливот на силни автомобили, од плацевите со користени автомобили низ Европа и во Бугарија голем дел. Сега поинаку се гледа на 1.2 литарски мотор, на 3 цилиндри и на динамиката на возење која што се постигнува во нормални услови на возење. Значи, кога не гледаш да престигнеш се живо и диво пред себе, да бидеш најсилен на горнина, затоа што има сила автомобилот и треба сите да ги престигнеш, и кога се вози нормално во услови, значи се гледа практично колку е достаточен овој погон. Сега, откако ги применивме истите правила, односно истите строги правила,
кои што не растоваруваат од тоа насилство по сообраќајот, дивење, ја дури го нарекувам тероризам сообраќаен. Значи, гледаш како изгледа нормално возење, во нормални услови на возење, со мотор кој што, со моќноста, значи со динамиката, со резервата да повлечена на горнина да пристигне, значи вклучувајќи ја безбедносната резерва, одговара на 1.6 литарски или 1.8 литарски атмосферски мотор без турбо надполнење. Значи, лаички гледано, уште многу сцената е оптоварена од тоа дека 3 цилиндри биле проблематични, не траел моторот или не знам што се расипувал. Значи, додека дојде време за овој мотор да се расипе, ќе поминат уште 201 километри и уште за првиот посериозен дефект и ќе поминат уште 15 години, 20 години даунсайзингот, односно смалувањето на работната зафатнина и надоместувањето на одземената, на скусената работна зафатнина со турбо надполнење е тренд кој што почна уште пред повеќе од 30 години, затоа што браншата, автомобилската бранша и индустрија и воопшто се најдоа под притисок да ја смалат емисијата на штетни гасови. И тоа е причината зошто денес масовно се користат трицилиндарски мотори. Во поглед на моќноста, значи тоа што укажува на вистинската моќност е вртежниот момент, значи способноста да повлече 230 ньютон метри. Ова трицилиндарче произведува, значи тоа е веќе на ниво на сигурно 2-литарски мотор од 2000-тите години. 2-литарски бензинец без турбо надполнење. Секако кој сака поголема моторизација, има на располагање приклучен хибрид, каде што има еден 6-литарски мотор со 150 конски сили и огромен електромотор и батерија исто која што дозволува досег електричен од околу 80 на километри, така што да, постои секако и такви изведба, меѓутоа ова е поидовната моторизација и сосема доволно. Неколку нагорнини има тука, добро ги совладува, не се забележува некакво преголемо напрегање за моторот, се долги нагорнини, меѓутоа менувачот не префрлува во понизок степен, значи има на располагање доволно моќност, така што релаксирано е, возењето е релаксирано. И на секоја надолдина ќе ви се наполни срцето кога ќе видите дека го искористува електромоторот тоа за залето да го претвори во електрична енергија и да имате повеќе енергија на располагање во батеријата кога ќе треба да впрегнете малку повеќе моќност при следното забрзување и слично. Јас сум на првата контролна точка, после 68 км, да видиме вака сега. 6,2. Значи тоа е иста вредност како што беше со Opel Grandland, со кој што C5 ја дели платформата. Понатаму е динамичната рута, менување кадар. Излегувам од Кратово, тоа значи вклучување во спортска програма, да, убаво прикажува на дисплејот, а имам тука и можност за рачно менување на степените. Значи, за разлика од C3 Aircross и моделите кои што се на платформа Smart Car, тука веќе имам на располагање такви луксузари. Секако не смеам да претерувам многу, затоа што ова е нов мотор, уште не разработен. Меѓутоа влече. Ќе се излаже некој дека е 1-2 литарски мотор. Да, во спортскиот режим подолго ги задржува степените на пренос пред да префрли, секако помага и тоа што имам рачна контрола. Тоа што на вистина тука ме изненади, значи пријатно изненадување е брзата работа на менувачот. И втората контролна точка со ова звучна придружба од безбедносните трепкачи. Меѓутоа, потрошувачката 6,2 литри. Да, малку поднамалив со динамиката, затоа што е многу нов автомобилов, меѓутоа пак имаше услови за да се покаже како
подинамичното возење влијае врз потрошувачката. И убавата вест, тоа што го знам сепак од претходно со овој погон, е тоа што погонов малку, исклучително малку е чувствителен на промена на динамиката на возење. Односно, ако возите побрзо, незначително ќе се зголеми потрошувачката во вакви услови на возење, затоа што има криволест пат, каде што има и често забавување, каде што се генерира електрична енергија и дел од тој залет се искористува за да се произведе електрична енергија и тоа да асистира, таа да помогне при забрзување, да не филозофирам многу. Значи, тоа е една од убавите работи на благиот хибриден погон, кој што, ќе повторам пак, не е делотворен само во градски услови на возење, туку и на отворен пат, во динамично услови на возење, по планински пат, криволест и така натаму. Следното веќе знаете, комфортната тура. И еве уште една филмска гледка. И тука сум на третата контролна точка, по Велес, и ова мора да се види. 4,6 просечна потрошувачка од Штип до Велес. Значи се умерено возење, 80-90 максимум. Навистина, остава впечаток делотворноста на... сега уште да видиме како ќе влијае автопатот врз потрошувачката. Некогаш трицилиндарските мотори над пропорционално ја зголемуваа потрошувачката кога ќе се излезеше на автопат, додека во град секогаш сте добивале некои примерни пристојни вредности, инаку и грејење ми е пуштено, ги има сите комоции тука. Меѓутоа кога ќе излезевте на град, кога ќе излезевте на автопат, одеднаш се покажуваше една сосем друга слика. Тоа не е пример кај денешните трицилиндарци, тоа е смената. Но да видиме. Во поглед на квалитетот на завршната изработка, Stellantis и повеќе марки во последно време вложува многу, се забележува дека вложува многу да убеди со квалитетот. Еве ги зјаевите, значи тенкирам номерни зјаеви. Тоа убедува дека се е во ред. Тоа што ми се допаѓа исто така и што не смеам да пропуштам да го покажам. И тоа е дел од завршната изработка, односно повеќе конструкцијата. Кај бројни модели што се лансирани во последно време забележувам дека не е толку внимавано на прагот и ќе се случи при седнување да се исповалкате од праговите, тука се е зредено. Еве ги овие чувствителни споеви. Тоа е навистина примерно. Немам забелешки назад, евентуално може да се забележи дека овој зјај е поголем од останатите, значи на вратата на багажникот. Ова е пластика патен, меѓутоа затоа и лесна. Има и електрично отворање, но тоа што дефинитивно може да се оцени и за очекување дека нема отстапки во квалитетот. Таму каде што имало простор за оптимизација, се направени зафати, како тука, например, ова. Тоа се зафати со кои што се спречува струјање, односно создавање на шумови од струјањето на воздухот. На многу места ќе се забележи дека има работено. Еве го и спојот на вратите, прецизноста на изработката не е тема. Како надвор, така и внатре.
се изведено прецизно, нема некои чудни споеви или... Единствено може да се забележи за материјалите, например тука горната плоча на арматурната табла е од цврста пластика, крута пластика, меѓутоа релјефот не изгледа ефтино, наистина изгледа како некоја стара, како релјеф на стара арматурна табла. Има некои места на кои што е заштедено, например оваа површина можело да биде обложена со нешто. Сега нема да го забележите тоа, меѓутоа на око чисто кога сте седнати нема ништо од тоа да забележите. Исто и со вратива. Овој појас тука е обложен со цврста пластика, сега тоа може да биде и добро и лошо. Доброто кај ова решение е тоа што е трајно решение. Доколку би се користел друг материјал, тука ќе биде чувствителен на пукање, значи не само на допирање и валканици, туку и оптоварување од сонце и студ и слични нешта. И ќе би се појавувале оштетување или чувствителност на материјалот, а овде не. Овде може би е и подобро вака. Сега, затоа пак француска работа, ја си умеат со материјалите, ова е убаво обложена вратата, уште кај C3 се гледа дека е внимавано на тоа да биде обложено меко, подпирачите за лакти да бидат изведени меко. Не е премногу груба пластика. Ова е еден интересен материјал, значи денес е важно да се покажат производителите дека рециклираат. Овој материјал, колку што разбрав, е изработен, значи има 20% тука дрво. И се забележува тука дека има некои дрвени влакна и изработен е од винова лоза. Значи виновата лоза по берењето на грозјето се суши и обично се пали. Меѓутоа си нашле од Бретања, чинам дека од лозовите насади се собрани лозите и во оваа плоча исто. А за квалитет секако и значително е напредувано во боите на дисплеите и ова секако е нешто што ќе го забележат Citroen-джиите, значи дабл шевронот, еве го. Сега некои прекинувачи можело да бидат различни од оние што се вградуваат во помалите модели, например овде во вратите, а во седиштата па сега да забележи човек каде има електрика на седиште и електрично местење и меморија плюс, па уште и да забележи дека не се овие хромирани, па а патем и не се користи хром веќе. Тоа што повеќе ми се допаѓа, односно најмногу ми се допадна, тоа е завршната изработка во багажникот. Обложени страници, дебела подлога, значи сето тоа што го забележувам инаку, тука е коригирано. Кај други модели, тука се е коригирано. Ова е цврста облога, нема наведено колку товар држи, меѓутоа веројатно 50 на килограми би издржало по целата површина рамномерно. Има рачка и ги има и овие финти. Тоа го држи подот, подната облога ја држи за да имате слободен пристап. И тука се е обложено. Значи тоа што ќе го ставите во овој простор, чинам дека има 75 литри доколку нема резервно тркало. Чинам дека е 75 литри овој простор и тоа дури е обложено меко. Значи навистина се потрудиле. Дводелена, значи на две висини е подот секако. Може би било подобро место оваа полица, цврста полица, кога би имало тука намотка, ролетна, но тоа се работи што чудно им се скапи на производителите. И ова е исто згодно нешто, тоа е LED осветлување. LED осветлување има и назад, со светла за читање. И по најмазниот пат, веројатно, во Македонија, ништо не се слуша од погон, од подвозе, од што и да било. Тука е умерена брзина, меѓутоа, навистина се чувствува тој ефект на летечки тепих
кој што го рекламира Citroen и толку е тивко. Сега добро, да не претеруваме, не е S-класа, меѓутоа толку е тивко што зуењето на електромоторот се слуша кога ќе отпуштам педалата. И да, во вакви услови на возење, на вистина, се издвојува комфорот во C5 Aircross и да видиме колку на вистина се добри француските инженери што толку се колнат во комфорот на Citroen, на ваков пат што пред 20 години требало да доживее уште реконструкција, обновување. И да, амортизацијата, значи придушувањето на ударите е безпрекорно. Има звуци, повеќе допираат звуците. Значи од тоа да биде совршено, единствено што отстапува се звуците. Меѓутоа, амортизацијата, примањето на ударите, реагирањето на нерамнените е навистина примерно. Еве го почетокот. Ништо. Значи, ова е целосно распаднат пат. Сепак мора да се има предвид дека ова се 19-ки тркала. Citroen го постигнува тоа со многу поедноставно решение отколку што на времето Андре Citroen, славниот Андре Citroen, великиот Андре Citroen го правеше со неговата хидропневматика, со DS, душицата DSE. Тука е многу поедноставен, наведум поедноставен принцип, поедноставно решение, затоа што место гумени придушувачи во кои што значи го амортизираат ударот, кога амортизерот ќе достигне крајната точка на притиснатост, значи на работниот од, притискачкиот од. Нема гума, туку се користат две мали хидравлични комори кои што го преземаат придушувањето на ударот. И реакцијата на значи се е до пресметувањето, се е до инженерската умешност и снаодливост и иновативност и во основа реагираат на тој начин што на погруби нарамнени со помала фреквенција, значи распаднат пат, дупкава патот, амортизерите реагираат помеко и при повисока фреквенција на нерамнени и при поситни удари нерамнени реагираат покруто, што е добро за динамиката. И се постигнува навистина разлика во квалитетот на возење, единствено тука што се слуша, значи нема никакво тресење, тропање ниту од таблата. Единственото што се слуша дека се тресе, тоа ми се микрофоните. Ете го Citroen во вистинска форма. Ова е веќе комфортна средна класа. Ова е една добро компонирана слика. Автомобил што е создаден за комфорт и наша најубава Македонија, каде да ја погледнеш, богата. А следното што е исто така традиционален домен на французите е практичноста. Од каде да почнам? Вратите, широки джебови, собира шише од литар и пол, тоа е вред. Тука има најпристојно изведено лежиште што имам видено за мобилен телефон, со полнеж за мобилен телефон и веднаш тука има некој мал држач за шише, меѓутоа главната приказна е долу, во оваа преграда, значи под овој водопад го нарекува, водопад се го нарекуваат во Citroenова поставување на дисплејот, под него се крие еден сосем друг свет. Тука има една сокриена преграда, во која што ќе заборавите тоа што ќе го ставите, меѓутоа добро е што постои, па дури и гумирано. И тука има најразлични прегради, држачи за шише. Сега како се доаѓа до тоа, не знам баш, не знам колку е практично ова решение, но го има. И браншава оди во таа насока. Тука има секако преграда под подпирачот за лакти, што е просторна, голема, има и дополнителна фјока. И разладувана е дури. Да, и разладувана е и го има ова практично отворање со пеперутка. Ја немам масичката за таблет
која што ја има кај C4, но што ќе му е на човек тоа тука? Голема касета. Дали осветлена, да видиме? Па веројатно, да, осветлена. Осветлена касета не се заклучува. Напред има изобласно прегради, но и назад е примерно. Секако не треба да нагласувам дека напред се седи одлично, на напредни седишта, комфортни седишта на Citroen и просторно, а назад е веќе друга слика во споредба со претходната генерација на C5 Aircross. Еве колку има. Значи цела дланка можам да испружам комотно. Простор за стопалата долу. Вообичаено се стеснува кабината назад, меѓутоа не е нешто тоа што пречи, да видиме колку се стеснува. Не. Само периферниот поглед вели дека се стеснува, значи не се добива чувство на стеснетост, притеснетост. Прегради джебови во вратите и тоа длабоки. Да, многу поискористливи од колку во други модели. Тука има некои джебови, тука има класични джебови, убаво поставени, обложени. Преграда тука, приклучоци USB, приклучок за 12 волти. И соборување на подпирачот за лакти назад, за кое што нема врвка. Меѓутоа постои такво нешто секако. И можам уште да местам и аголот на клупата. Во 2 степени. Меѓутоа пристојно го направиле тоа французиве, со овој прикинувач тука. Не помнам дека во некој друг модел е толку комотно направено тука, француска работа. Има многу простор за глава. Меѓуоскиното растојание е за 6 см подолго во споредба со првата генерација на C5 Aircross и од тоа преку 50 мм одат во просторот за нозе назад. Меѓутоа се добиваат исто толку и чинам дека околу 60 мм се во просторот, висината на просторот за глава и е сосем друга приказа. Значи ова е шампионски. Тоа е тоа што ќе му направи задоволство на човек. Да видиме уште назад во гепекот. И тоа секако е згодна работа. Во багажникот просторен багажник со правилна форма и дополнителен простор назад. Значи таа вредност која што ја наведува Citroen важи и со овие 75 литри долу, меѓутоа е сосем пристојно. Уште една предност, значи да, тука има и ластици, има и прегради, има и сеживедиво, има и куки за прицврстување, 4. Па дури и метални. Тоа што е згодно е секако соборувањето на средишниот дел. Односно некогашен отвор за ски. Тоа не се нарекува тука отвор за ски, туку е трет дел од некогашните ванови. Citroen има секако и поглавје со ванови добро сработено и да, бројни работи кои што се среќаваат, кои што се забележуваат тука во изработката, во практичноста, сето тоа искуство, сознание кои што се стекнати од времето на пикасовците на Citroen. И соборувањето е со јамка на овој средишен дел. Тука има пристоен, примерна рачка, па дури и овде гума ставиле луѓето. Се трудат. Да. И се добива тоа што исто така е важно кога се развива багажник, значи рамен под се добива под целата должина, за да може да се лизгаат гломазни багажи. Француска работа. Значи Citroen во вистинско светло. Инаку Citroen, Андре Citroen бил гениалец и за маркетинг, потоа го спомнува историјата и Citroen е Андре Citroen, значи основачот на марката е човекот кој што направи Ајфеловата кула да свети, неговото име да биде напишано на Ајфеловата кула, тоа е 1919 година, не памтам, 1920-те години и си направи реклама човекот. По целата висина на Ајфеловата кула пишуваше Citroen. И тоа е дел од
локомоцијата на Citroen. Ширината погледнете ја на подпирачот за стопалото кукаве. Значи и тоа укажува колку се внеле во Citroen во приказната да ти го направат возењето колку е можно по-удобно, по-комфортно, релаксирано. Меко реагира во свијак. Значи се чувствува нагласениот комфорен карактер, значи не е круто нагодено подвозието за влекување остро во свијаци. Сега тука и гумите се уште не разјадени, уште го нема тој фабрички слој. 500 км се потребни, меѓутоа не се чувствува тежината. 15 см е по-долга од првиот C5 и медиоскиното растојание е некаде 6 см по-долго. Но не се чувствува некаков дисбаланс. Значи, можно е дека да, пролизгува, ако појде веќе да пролизгува, рамномерно би пролизгувала пред да се вклучи контролата на стабилноста секако. Ми се допаѓа, не е пречи воланот, управувањето, не е толку изолирано од случувањата меѓу гумите и тркалата, знам каде сум. И да, може да задоволи посилна динамика на возење. Да, за возните својства, сепак ова е платформа која што е создадена посебно за модели од C-сегментот. Значи, ова се веќе пораснати модели за класичниот C-сегмент, за класичниот компактен SUV. Значи, сите производители, вклучувајќи го и Stellantis и Citroen, тргнаа да ги направат своите модели C-SUV поголеми во насока на D-сегментот, во насока на средната класа. Нешто слично што Шкода го направи со Кодиак, па повлече и сите останати производители да повлечат во таа насока. Меѓутоа, таа зрелост секако влијае и врз возните својства. Ова е веќе автомобил кој што е дораснат за посилна динамика на возење. Околу ракувањето нема некакви тајни или грешки. Тука се е логично со ракувањето со темпоматот, за разлика од моделите од B-сегментот на Stellantis, на другата платформа. Има и говорни команди и тоа функционира многу згодно. Добро се како е потребно, тука има милион процесори и слични работи што се потребни додека се опфатат информациите. Ова патем, што ќе се чудат многумина, ќе помислат дека е отвор за проветрување, меѓутоа тоа е високотонците се тука. Звукот е примерен исто, додека дојдам до главната тема. А тоа значи, тука е згодно и ова со местењето на гласноста, значи вртлив прекинувач, вртлива команда, гумирана. Згодно е тоа. Сакам да ја прашаме. Hello Citroen, which are the most famous cars of Citroen in the history, please? Citroën is famous for several iconic cars, including the Traction Avant, known for its innovative front-wheel drive, the 2CV, a symbol of French motoring, and the DS, celebrated for its futuristic design and advanced technology. Значи, ракувањето нема никакви тајни. Освен тоа што ќе се чудите прво зошто ви се менуваат податоците, приказот за патните податоци, ви се менува и од левата и од десната страна, меѓутоа, ова од десната страна после известно време ќе сватите дека тоа е за да ви се прикажат податоците во
холографскиот дисплеј во head-up дисплејот. Тоа е многу згодна работа. Меѓу другото, вие покажува и рутата. Свиок ви покажува и во head-up дисплејот на голема површина, со големи контрасти, со убав контраст. Примерно, навистина, ракувањето со функциите секако дека се сведува главно на овој 13-инчан дисплеј. Тоа е најголемиот дисплеј кој што е вграден во Stellantis до сега и секако е посебен по тоа по поставеноста. Сега тоа што недостига, можеби, е физичка команда за местење на температурата, но од друга страна, одамна научивме да не забележуваме за тоа, бидејќи се работи за автоматска клима и кога еднаш ќе ја нагодите температурата на таа која што треба да ја нагодите, на 22,5, нема што повеќе да интервенирате, така што не му пречи никому тоа. Ако го спуштите менито за брз пристап и сакате да посегнете по климата, не се повлекува. Сега се повлече. Претходно не сакаше. Грејање, секако нема прекинувачи за грејањето на седиштата, се е тука, како и кинезите. Значи возачко и совозачко седиште, има грејање, има и опција за пакет, има седишта кои што имаат масажа и вентилација дополнителна и тоа што ми се допаѓа посебно и што е секому му е важно во условите на нашиот загаден воздух, има пречистување на воздухот во кабината од надворешни честички, од ПМ честички. Сега сум некаде на 6,5 литри потрошувачка и имам вклучено радарски темпома, тоа значи дека сега ќе почне да забавува, затоа што пред мене е побавно возилото. Тука ги има сите системи за асистенција. Се што може да замисли човек и да посега. Значи, точно како што одговара во знаменосец и во моделот CSUV сегментот. Темпомат, лимитер, предупредување за замор, ме гледа камера, има тука толкава леќа и директно пред фаца. Предупредување за возило во мртов агол, предупредување кога излегувам наназад ако има возило од попречен правец, значи од паркирање. Понатаму има систем за следење лента, значи не само за задржување, туку и за следење лента. Верувам дека нема нешто многу луѓе да се припотресуваат околу тоа, меѓутоа има и систем за автоматско пристигнување. Значи, доколку се задоволени условите, доколку нема сообраќај од спротива и нема некое возило кое што тргнало да пристигнува од назад, значи во тој случај сите овие камери, сензори, радари утврдуваат дека може да се пристигне и покажуваат, значи ми покажува знак и доволно е само значи да притиснам ОК, ми покажува на инструмент, односно на екранот ми покажува ОК со прашање и добра и треба само да притиснам ОК и автоматски ќе го пристигне возилото. Тука на овој пат има често менување на брзината, често ограничување на брзината и тоа што посебно ми се допаѓа на вакви патишта, односно токму на овој пат, е тоа што со пуштен автопилот за да ја сменам брзината, потребно е само да притиснам едно копче кое што ми вели ОК. И еве таков пример, значи сега имам ограничување на 50 на час, камерата да видам кога ќе ми го пријави тоа. Добро, да. И се што ме прашува е окей. И еве. Значи, забавува веќе. Сега малку тоа е подоцна од колку што би требало. Затоа што ако веќе има радарска контрола, веќе ќе ме фати со пречекорување на брзината. И еве, тука 80 и не треба да гледам, да притискам, него едноставно само еве. Окей, да. И се забрзува. Со едно обично притискање на 80. И тоа растоварува. Не ви е секогаш до трка. И повторно на почетокот, односно заклучокот тест возењето на овој C5 Aircross. Овој модел
според тоа што го покажа, не е автомобил кој што луѓе ќе го купуваат поради тоа што бил поевтин или поголем од останатите, туку го купуваат луѓе кои што препознаваат добар Citroen во овој автомобил. Го купуваат заради тоа што е Citroen, заради тоа што двој и со дизајнот, и со комфорот, и со функционалноста, со просторноста, со опременоста. Повеќето купувачи, како што ми кажаа во салон, се решаваат токму за макс изведбата, за основната изведба, која што чини 29.990 евра, никој се нема решено до сега. И уште една работа која што говори, оди во корис на Citroen и на C5, тоа е фактот што половина дузина купувачи го нарачале возилото уште на невозено, уште без тест возење. Значи тоа е доверба едноставно во марката. Вистина е дека работата за C5 Aircross одлично ја завршија помалите модели, условно помали. C3 Aircross па одвај дека е 10 см покус, меѓутоа техниката се разликува и опременост. Но дојде на одлично подготвен терен. Сцената очекуваше од C3 многу кога се појави, затоа што е успешен модел, беше фантастично успешен модел и со продажба, и со изглед, и со техника, и со се. И постоеше неизвестност меѓу познавачите и меѓу купувачите, постоеше неизвестност дали Citroen ќе успее да направи модел што ќе го надмине претходниот C3. И успеа, дефинитивно успеа. По него дојде C3 Aircross кој што го надгради и тоа, се докажа, го освои пазарот и го испегла имиджот на марката. И на така подготвен терен доаѓа овој C5 Aircross. Огромен автомобил. Не му треба повеќе автомобилот ова на човек. Ова е луксус веќе. Одвај дека нешто не достига од опременост. Нема единствено сончев покрив и нема кожени седишта. Се друго се ситни нешта, ситни работи. Тоа што му оди во прилог е дизајнот, комфорт, амортизацијата, комфорт на седиштата. Штедливост, исклучително е штедлив. И како што нагласив во поглавјето за моќноста, во реални, во нормални услови на возење кои што ги добивме со конечното воведување на камерите за да се надмине тоа насилство кое што се случуваше по улиците, гледаме дека се сосем доволни тие 145 конски сили и 230 Нм, па уште и електромоторот кој што менува многу во градско возење. А електромоторот секако е важен за тоа што прави дизел, алтернативата, опцијата за дизел прави да биде непотребна. Секако исклучително важен модел и за Citroen на македонската сцена и секако и во поглед на конкурентноста, затоа што во основната изведба со хибриден погон и со автоматски менувач, овој C5 Aircross чини да заокружиме 30.000 евра. И со таа опременост што ја има во јунивото на опременост, пак има повеќе од тоа што човек го очекува како праг во едно возило од оваа големина и од ова ценовно подрачје. Одиме натаму.